Давач ова е она што значи различни аршини кога се работи за амандман кој што е предложен од страна на позицијата и амандмани кои што се во ист контекст, а се предлагат од опозицијата. Почитувана заменик министар, пред 2 дена имав исто вакво барање, но меѓутоа кој што се однесуваше не за бутел, него се однесуваше конкретно за струга. И ако сакате да ги извадиме стенограмите, за да видиме како, на кој начин вие ми одговоривте во тој дел. Вие ми рековте дека тоа е во надлежност на локалната самоуправа, а додека ако се работи за регионален пат, дека тоа било во надлежност на Агенцијата за државни патишта. Па ве молам, од каде вие сега најдовте средства за да може без знаење на Агенцијата за државни патишта, ако се работи за регионални патишта, или без знаење на градоначалникот од Бутел, доколку се работи за локални патишта, за вие да обезбедите средства со ребалансот да излезете во пресред на колеги пратеници кои што поднесуваат амандман со исто барање, различна содржина, но контекстот е ист. Наместо за локални патчиња во Струга, се бара асфалтирање на локални патчиња во Бутел. Вие го прифаќате амандманот од колегата Бидејки или Чаир, пардон, од Чаир, и го прифаќате амандманот на колегата Бидејки е од позиција и доаѓа од вашата политичка партија, од ДУИ, а не прифаќате амандман од пратениците на ВМРО ДПМН. И ви кажав зошто и што е проблемот, го елаборирав проблемот тука и кажав дека на вистина се наоѓа во многу исклучително лоши ситуација тие во таа средина Мислешевски пат, каде што живеат граѓаните на Струга, и ви елаборирав причината. Заради немањето сенс од страна на градоначалникот, заради тоа што тие граѓани таму не гласале за него за време на локалните избори. Јас ве замолувам, почитувани колеги, ако се работи за исти аршини, тогаш ве замолувам, колеги пратеници, да не се прифаќа амандманот на колегата и да гласате против, заради тоа што ќе се воведеме во многу незгодна ситуација. Имаме уште еден куп амандмани кои што се во овој контекст, исто како што господинот Реџал Испаили го има предложено, ќе се доведете во многу незгодна ситуација. Ве замолувам и вас, почитуван заменик министар, сакам сега да ми одговорите и ве молам да ме слушате, да не си правите муабет. Сакам да ми кажете врз основа на кој критериум го одбивте мојот амандман за асфалтирање на локални патишта во Мислешевски пат, а зошто го прифаќате со ист контекст амандманот на господинот Реџал Исмаили за асфалтирање на локални патишта во Чаир. Сакам сега да ми дадете одговор. Ви благодарам.